Александар Кржаловски, директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка, гостин во нашето денешно интервју. Добре ми дојдовте, господине Кржаловски. Добре, најдов. Ден-два потоа се случи што се случи во Брисел. Сега ни интересира што на вистина се случи. Дали дојде до фаза на почеток на преговори на Македонија со Европската Унија или како што дел од заговарачите во државата велат се случи фарса, еден вид на балон и сето тоа е лажна приказна. Па би рекол двете, иако и тоа потекнува од мојата, така да речем, релативизаторска позиција за која еден ваш колега ме етикетира во позитивна смисла и тој така го мислеше и јас така го мислам, бидејќи јас сум електроинженер и компјутерџија, каде што сме учеле на факултет дека се е релативно, нели, Ејнштејновата. И мене ми е тоа животна девиза, бидејќи дури ова планетава се движи со 70.000 км на сат во моментов, релативно со нешто друго, а не стоиме место, а не па нешто друго како ова. Така да може да се гледа од двете страни и дури сметам дека француското председателство веројатно направи тие напори во последните неколку дена од јуни, која го имаше да даде доволно елементи на едната и на другата страна. Па да даде можност за сите да се пронајдат у некаква рамка. Од друга страна тоа овозможи толкување од разни страни за иста работа, што во принцип не е добра, ама ето на некој начин ги катализира работите и се оди понатаму. Јас дури сметам дека не е толку битно дали почна или не почна. Има, еве сега постирање, продолжува дебатата понатаму. Има, еве денеска опозицијата вели да не лажи Ковачевски затоа што Европскиот совет ги отпочна преговорите со Албанија, а со Македонија отпочна фаза на преговори. Да, и се пак тоа исто така може да се толкува и како почеток на преговори и како не вистински преговори. Веројатно тука е вистината помеѓу. Знаеме дека само за нас има две фази, дека ние може да отвориме кластерите само откако ќе го промениме уставот, а кај Албанија, например, тоа го нема и го немало кај никој претходно. Значи е исклучок за нас, но и европјаните ова го викаат почеток на преговарачкиот процес, ако не баш на преговорите. Така да на крај не е ни толку битно. И сметам дека прво добро што се заврши, да не оди понатаму поларизацијата по таа основа, иако беше добро време да се направи многу повеќе за деполаризација на општеството, што мислам дека е еден од поголемите проблеми. И доброто што кратко траеше 15 на дена, бидејќи всушност испадна ние сега место да се расправаме со Бугарија, ние си вадиме очи меѓу себе. Тоа беше изјавено дури од бугарска страна. Добро е што сега топката ја префаливме во дворот на македонците. Во некои толкувања, па дури и јас би рекол така, тоа може да се смета дека е целта и на бугарското вето, па и на грчкото претходно. Колку повеќе се одолговлекува нашиот пат, тензиите кон евроинтеграција, тензиите внатрешни стварат проблеми и конфликти и еве се создаваат за секое прашање и се забележете како од прашањето на првичниот француски предлог и модифицираниот, ако воопшто беше модифициран, бидејќи уште немаме анализа на нашата влада, иако се согласија на некои од консултациите да направат таква анализа, како што направи бугарската влада и ја достави до бугарскиот парламент. Зошто е ова добро, зошто не е добро? И кажа, не е добро, на јазикот ете попуштиле, тоест предлогот оди на македонска страна или воденица, ама на се друго е вика на наша страна. Нашата влада се уште нема направено што всушност од првичниот предлог се подобри и зошто е тоа добро за нас. Немаме таков документ, се согласија да го направат, се надевам ќе го направат, иако сега може нели после свадбата па неќе доцна, ама подобро да го има, да знаеме врз основа на што се одлучило. Ама од тоа каде што уште беше конфронтација во однос на дури на Франција, дури не беше ни Бугарија веќе, туку се на Франција бевме лути или на Европската унија што прифатила бугарските позиции да ги вгради во процесот. Сега стигнавме до таму да еве што завчера гледаме за декларацијата, дали имал точка запирка, дали не. Да беше све во ред, немаше никој да спомне таа, немаше ни да има декларација, а камоли да спомне, а камоли да се расправаме дали се диалектите од егеско, од лединско исклучени со таква изјава или не се, или дали има печатни грешки или слично. Значи, и сега пак се жестиме меѓу себе,
што го сметам за уствари за поголем пораст отколку самото прифаќање на преговарачката рамка во ваква форма. Добро, знаеме дека во политиката, во дипломацијата не постојат пријателства, постојат така речено интереси. Пак ќе речам, во чиј интерес беше францускиот предлог? Може ли да се дефинира? Па го научивме тоа низ овие 30 години дека нема такво нешто како пријателство, за жал научивме. И колку беше ако до толку колку беше фер Европската унија со сето ова што го прави и со сето што досега го преживеавме? Колку можеме ние да и веруваме понатаму дека Па тоа велам го научивме дека прво да пријателството се менлива и минлива работа, но исто така она што е разочарувачки за нас, особено на луѓето што работиме многу години на евроинтеграција во оваа ситуација, мада го научивме веќе уште со Преспанскиот договор дека примарни се интересите, а не принципите. Иако Европската унија е изградена на вредности и принципи, и од член 2 на договорот заеднички е ставено кои се тие принципи. И прилично многу од нив се прекршија и во Преспанскиот случај и во овој. И тоа ни дава до знаење дека кој е интересот во прашање, тоа е примарно. Ако е додуше овде се поклапа интересот во смисла дека и тие сакаат Македонија да е членка на ЕУ, ама гледаат дека има пречка која не е непремостива. Вистински сакаат? Верувате во тоа? Па да, можеби освен Бугарија и Грција, или сакаат да одложат колку што може повеќе, може да се теоретизира од кои причини, но гледаме дека тука се кочниците, не верувам дека другите имаат било што против да бидеме членка, а многу имаат за, ако ништо друго, заради руското влијание кој многу се споменува. Иако примерно беше во НАТО да се влезе и затоа тоа се направи, а не и веднаш и ЕУ членството. Но сметам дека беше тоа интерес и затоа се направи вака. Видоа европјаните дека 2 години, 3 Бугарија не попушта на своите позиции и бидејќи немаат начин да го отстрнат ветото, едноставно ги прифатија и ги вклучија сите нивни барања. Иако по мене за голем дел од нив немаше основа и затоа беа одбивани. Ние не се расправавме ние со Бугарија, се расправаше Европската унија со Бугарија, ветото го ставаше Бугарија на тогашните предлози на Европската комисија како да се продолжи, а не на нас. Ние немавме, дури ни прашуваа дали ова ни одговара или не ни одговара. Сега кога се прифати бугарската и тие ја прифатија таа позиција, прашањето се префрли на нас во ситуација кога, како да речем, кога првичниот предлог дојде, во фудбалски термини да се изразам, 5-0 ни губевме на полувреме и се што да направиме ние за тие недела дена и некако модифицираниот. Ете се даде еден гол со јазикот, за кој патам барем 100 изјави има во 6 месеци дека не се преговарало, а се испаѓа најголем успех дека се спасил уште еднаш бетонираниот јазик, но не и се. На нас се префали ситуацијата во услови кога сите други бугарски барања се вклучија во процесот. Дали, доколку не беше, ја спомнавте тука, руското влијание на Балканот, дали доколку не беше оваа ситуација со Украина и стравот од руското влијание на Балканот, можеби немаше да се отвори ова и да дојдеме до овој чекор каде што сме? Па, мислам дека беше тоа и тоа некој катализатор, ама пак ќе речем за европскиот поглед на работите. Значи, и пак ситуација геополитичките интереси преовладаа и викаат дај да го решиме ова на кој да е начин, кога не може Бугарија да попушти, да ја натераме 2 години, 3, да видиме како ќе го решиме ова и као директор, од менеджмент позиција, кој имаш таква ситуација, рокови, квалитет, квантитет, нешто жртвуваш. Ако имаш доволно време и квантитет, ќе го постигнеш квалитетот. Ама ако нема, ако има нешто друго, ќе се жртвуваш или ќе закаснеш со нешто, или за да стигнеш на време, ќе жртвуваш квалитетот. И овде се жртвуваше квалитетот, односно принципите европски, на дискриминација, самоопределување, владење на право, правда и уште некои, ама се постигна таа цел дека се откочи процесот на евроинтеграција на Македонија. Толку ли е силна Бугарија да Европската унија како таква не може да влијае, бидејќи низ овие серијали со интервјуа имав гости, например и членови на историска комисија, каде што седат на заедничка маса со бугарските колеги, кои што велат
Да, Европската Унија може да влијае и прашањата, дел од овие теми кои што се засегнати помеѓу двете држави можат многу лесно да се решат ако не е политичката страна и говорот на омраза те од едната, те од другата страна. Па се сомневам дека тоа со говорот на омраза воопшто го немаше претходно, дека е некој фактор, ама за влијанието да, но демократијата е чудна работа, постигнува резултати, ама на подолги патеки, бара процес. И Европа се обиде да го направи тоа во 2 години. Ако забележавте, беа пред некој ден објавени ослободување на 11 милиарди евра фондови за Бугарија, откако гласа во парламентот. Значи, еден начин на притисок беше тој. Се одложуваше достапноста на тие средства за Бугарија, додека не се направи некој исчекор на ова. Тоа е балансот кај нив. Дали за Бугарија беше очигледно побитно да се држи до правото на вето, отколку да земе 11 милиарди евра од Европската Унија или да го искористи во своја полза тоа. И тоа така отприлика функционира. Видовме дека дури Меркел кога беше не се успеа да се направи притисок на Бугарија за да воопшто не се стави ветото. И така натаму, така да секој си ги гледа своите интереси, си ги проценува, а правото на вето за жал дозволува да се злоупотребува таквата позиција во Европската Унија. Не за џабе Олаф Шолц веќе неколку пати во овие месец дена споменува дека мора да се реформира ова, да не се дозволи една земја да блокира цела Европска Унија заради своји лични интереси или национални или како сакате, без никаква основа за тоа. Ја спомнавте македонската единствената македонска декларација, покрена фама пак овие денови. Тука се јавија сега лингвистите кои што истата ја оценуваат како срамна, како катастрофална и дека со неа само се повторуваат оние бугарски ставови дека македонскиот јазик е вештачка творба и така натаму. Од друга страна пак имавме ние, на пример, македонската јавност забележа дека во еден таков документ постојат и самиот рековте грешки, дали граматички, дали лексички и така натаму. Што е тоа? Имаме ние сериозен став кон вака сериозни прашања? Јас не сум лингвист, иако сум близнак у хороскоп, па имам плитки познавања од широки теми, така да речам, и не би навлегол во самата декларација. Имаме и прогласот македонски лингвисти кои во детали објаснуваат што фали во таа декларација, но би се вратил малце пошироко на целиот проблем и како овие 2 недели се генерираше сето ова поларизација и пак би нагласил дека целта наша треба да деполаризираме, да излеземе од внатрешниот конфликт. Би почнал дека за жал имаше прекрасна шанса за тоа и убаво се почна уште од првата изјава на претседателот Пендаровски од Мадрид, кога рече дека има нов предлог. Не е баш нов, малку е модифициран, да бидем искрени, си рече тој. Дали е доволно добар, треба да дискутираме. Владата се надоврза на тоа, рече ќе отвориме широки консултации, да видиме, да изразговараме дали ова. И тоа беше одличен почеток и потребна дебата. Особено што овде поларизацијата не беше по партиска основа. Значи, за мене највпечатливо беше дека 90 од тие што излегуваат во јавноста со своји ставови на Facebook, по телевизија и слично, 90% од оние што сега се беа против францускиот предлог беа пред 4 години за преспанскиот договор. За мене едното и другото паѓаат на истите принципи, и тоа на европските принципи на што ги споменав. Самоопределување, недискриминација, владење на правото. Значи и двата договора за мене се еднакво лоши за нас. Принципијално гледано. Сега направивме тоа што направивме и во едниот и другиот случај, да постигнеме другата цел. Меѓутоа и владата, кога почна тие широките консултации, се водеше и го изјави тоа, од принципот дека да, сакаме во Европска Унија, ама сакаме и националните интереси да ги зачуваме. Сега тука на тие национални интереси, пошто никој не ги опишува што тоа е, на крај се сведе на јазикот, и идентитетот многу различно го разбирате. Тука сакам малце подлабоко наведам, бидејќи се обидувам да ги разберам сите позиции и ставови кои се изнесоа, бидејќи и на поддржувачите на овој предлог имам разбирање, бидејќи имам пријатели кои аргументирано го прават тоа и се држат дури од првичниот француски предлог, сметаа дека треба да го прифатиме, а не па модифицираниот.
Имам разбирање, дури поголемо, бидејќи јас сум повеќе мислам дека има аргументи на другата страна, дека сепак требаше да се одбие и да се оди на следен предлог на подобрување. Баш пак ќе речем трет пат заради тие европски принципи кои ги држиме. Има многу колеги од невладиниот сектор, има и на другава страна нормално, кои аргументираа со многу експертиза во Европската унија дека ова е против европските принципи и тоа се држи. И не треба ние одма навлеговме уште вториот, третиот ден каде се растури работата во етикетирање дека не знам руски шпиони, предавници, вака така, место да оди дебатата. И многу малку беа луѓето, сега да не спомнувам имиња, имаше 2-3 на Facebook кои се обидуваа да канализираат дебатата, да представат едните и другите аргументи, да видиме каде и да се разбереме. За жал се пропушти тоа. Сум растен со многу, во Галичник, например, со многу народни песни, не само патриотски овие, ама меѓу другото и тие сме ги пеле. Дури во тоа време не сум разбирал многу што викал Александар Караѓуле Охридски во Послушајте патриоти и што значи тоа неразбрани трговци. И сега ја тоа си го поврзувам со ова е таа трговија, сега некој ќе доживее ова мора да се направи, добро сме поминале, некој вика ова се тие неразбрани трговци од песната, ја продадаа Македонија за џабе, што не знаеме дали ќе стигне. Ама ја не би навлегувал во етикетирање на луѓето, на предавници или на па уште помалку на руски шпиони, толку е мало влијанието на Русија овде да сме правили анализи и се да тоа уопште не го сметам за фактор. Може би со мал исклучок на левица. Мало е на вистина? Па мислам да, споредено со Србија па и Црна Гора е минорно влијанието на Русија во Македонија. И така да треба да се гледаат сите овие да се разберат позициите и не треба очи да се вадиме, треба да разговараме. Требаше подолго по мене, пошто не гледав посебна причина сега да се брзо за овие 15 дена да се исцрпи дебатата и всушност одма да се заземат позиции, требаше да се остави просторот за дискусија. Ќе дојдевме до подобро разбирање, можевме у август да го направиме, средина, крај на август, у септември можевме, кај брзаме за оваа, освен да одиме на одмори со решено прашање, што не го сметам за доволен добар аргумент. Но и сега може да одиме на одмори со решено прашање, условно речено. Па, ако ништо друго, барем нели се прекрши работата, се отвори да се направи таа прва меѓувладина конференција и сега може да дебатираме што потоа. Како и секој, кога се носи некоја одлука, никогаш нема да знаеме што ќе беше ако речевме не. Некои викаат апокалиптично, крај, немаше да има подобар предлог. Ја го користам примерот на движењето Me Too, на Харви Вајнштајн, продуцентот со кој многу жени од холивудскиот свет имале секс за да успеат во кариерата. И на некој начин ја така го доживеав дека сме ние во таква ситуација. Значи, легнете со Бугарија и ќе влезете во Европска унија. И сега има дебати за тоа, ама така го доживеав јас. Не викам дека е најточно представување, ама и 87 жени нели се веќе на листата на тужители што се појавија од основните 6 кои први излегува со таа приказна. Некои им требало 10, некои 20, некои 30 години да се соочат со себе прво дека не било добро тоа што го направиле. Со својата совест. И на крај ова е прашање на достоинство, нели? И тука затоа го врзувам со Me Too, бидејќи на лична основа е прашање на достоинство, па и на државно ниво. Дали и сега кој како си го разбира. Може да речевме не, ќе имаше нов предлог, што ќе праве? Може ќе беше подобар, може немаше да биде подобар, но ама ние се исплашивме дека понатаму нема. Ама истите го ни го зборуваа со преспа, нели? Таму беше гаранцијата дека веќе нема, ова е последно. И сега пак немаме гаранција дека ова е последно, бидејќи патем владата Ковачевски која рече не во Брисел, една од 5 точки беше гаранција дека ова нема да има нови барања. Каде се сега тие гаранции? Ги немаме. И дури може да дојдат и пред промената на уставот, бидејќи се во протоколот што се објави има неколку точки историја, говор на омраза и слично што можат да не вратат назад во нови блокади. Пред да го спомнеме веќе уставот, пред да поминеме на таа тема, ќе ве прашам како би можеле ние да градиме пријателство еве со една земја која не го признава јазикот, која не ни ја признава историјата?
Мислам дека тука е суштинскиот проблем и затоа ќе се навратам на колегите кои од полуфилозофски аспект го разгледуваат тоа и со интелектуални кругови таму се обидуваат да најдат начин како да се продолжи комуникацијата на рационална основа, да се разговараат работите. Технички Бугарија и сега не го оспорува тоа. Значи вика сега можете да се викате македонци и како сакате викајте си го јазикот, ама треба да признаете дека од пред 44-та немало македонци и немало јазик и тука е суштинскиот проблем. И тука сега лингвистите реагираат, да. Да, и сега која е таква ситуацијата, исто како во Грција. Во Грција беше дека 60-70% од граѓаните ја поддржуваат таа позиција. Овде и бетер. Са едно од обвинувањата од Бугарија дека нели комунистите и Тито ни го испрали нас мозокот, па не знаеме што сме. Сега се викам ако Тито бил таков диктатор, што бил Тодор Живков и колку нив им се испрани мозоците, дека е така како што сега мислат. И тука има многу тежок пат за поминување, ама има надеж у смисла со што се случи после Преспа, барем за сега. Ако ништо друго, гледаме дека Грција веќе да ништо не блокира. Дури НАТО нели се оствари, дури помага во процесов на евроинтеграција. Од некои извори од високи кругови во Грција се смета дека е целосно расчистено, дури ништо не се случи. Ни една друга мерка да не направиме, Грција веќе нема да се замара со ова прашање и нема да го покренува во внатрешни дискусии. Дури некои познаници мои кажуваат дека во Егејска Македонија сега на некој начин експлозија на македонизмот, треба да го речеме. Бидејќи порано знаевме за фестивалот во Овчарани, ами и таму едно време не смееле да се пеат, само се свиреле песни. Вика сега почнува на секаде да има. Вика секој ден има некој фестивал на македонска музика во Егејска Македонија и тоа на некој начин ја катализира ситуацијата и ја ослободи и за грците и за етничките македонци таму. И тоа е доброто од тоа што се случи и затоа има надеж дека можеби и овде ќе е сличен развој, дека после ова ќе се издува балонот и во Бугарија и повеќето луѓе таму ќе заклучат дека на ова веќе нема да можат да се добиваат политички поени, избори и што и да е. За жал сметам дека не е толку едноставна ситуацијата со Бугарија, дека таму Тоа сакав да речам, некако многу оптимистички ми дојде ова што го зборевте претходно, а од друга страна има луѓе кои што на пример биле на владини позиции, кои што ги решавале овие прашања по Министерството за надворешни работи, кои што јавно зборува на социјалните мрежи, по медиумите дека Бугарија нема да застане тука и дека ова нема да застане тука и нема да заврши. Ние почнуваме преговори кои што нема да завршат и ќе траат. Па за жал премногу партии преголеме националниот консензус таму за таа позиција, што јас сметлам дека кај нив испраниот мозок од Живков и нивната политика од после Ѓорѓе Димитров. И ама се држи конзистентно и повеќето партии се држат до таа и не за џабе велат и зошто го зборувам цела емисија проблемот со поларизацијата, бидејќи како и се во светот кога има единство, многу потешко ќе те скршат, нели? И можеш да си ги задржиш своите и ставови и позиции и да се одбраниш. И не за џабе нив, ако ја гледате сликата од Софија од парламентот, вика соединението ја прави силата. И дури во нивниот извештај од владата до парламентот точно тоа стои. Вика мораме да бидеме единствени за да ги одбраниме овие позиции и дури констатираат дека единството, бидејќи таму само 4 у парламентот не гласаа за револуцијата 2019, единствениот став на сите партии овозможи да се дојде до ваква ситуација. Кај нас е обратно. Ние нас се делиме. Кај србите, нели што значи тие 4 само слога Срби нас пашава. United States of America, United Kingdom. Значи единството овозможува одбрана на тие национални интереси многу подобро отколку разединетост. И за мене е побитно да не навлегуваме пак во сега детали на точки запирки, бидејќи тоа е веќе пратено и направено таму. Може да го расправаме, ама да не се обвинуваме едни со други за предавство или за национализам или за руски шпионизам, туку да ги разговараме отворено. Еве заврши тоа и полека имаме се време. Ке трае ова и само скрининг најмалце 14 за 16 месеци, веројатно 2 години. Дали во меѓувреме ќе смениме уставот или не, останува да се види. Дали ќе има избори во меѓувреме. Но по мене најбитно е да аргументираме, да отвориме расправа, еве да не завршува со ова,
вклучително и добрите и лошите страни на самиот предлог или актуелната преговарачка рамка, и да стигнеме до наша одлука како понатаму. Една ваша оценка веќе кога зборуваме за поларизацијата, за единството, за какво единство ние зборуваме кога лидерите од власти и од опозицијата на најголемите коалиции не можат да седнат на маса и да разговарат за стратешки национални прашања. Еве тоа вие што го начнавте. Мицковски значи вели не бил и на коктелот, на приемот по повод она што се случуваше во Брисел, вели нема да бидам добро друштво и така натаму и така натаму. Ние немаме заеднички јазик за ова и тоа е општо познато. Од друга страна, тој смета дека уставот нема да се отвори. Ке се отвори или нема да се отвори? Што всушност значи тоа отварање на уставот кај нас? Затоа што од друга страна имаме и значи албанците. Дали на мала врата може да се протнат некои прашања кои што нив ги засегаат во општеството? Да, и сметам дека е тоа најголем проблем, особено поларизацијата на партиска сега основа, етничката веќе не е далеко од тоа дека е проблем, дури не е ни го 5 најголеми проблеми на последните 5-6 години анкетите што ги правиме годишни за најголемите проблеми во државата. Но партиската поларизација доминира. За жал и СДСМ не успеа да го процес на партизација што ВМРО го воведе во јавната администрација, па тоа е врзано клопче со гласање на избори и клиентелизамот разни, туку дури го продолжи, да не речам надгради, ама у најмала рака го продолжи и не успеа да го сузбие. И за жал така заради тоа е ситуацијата кај нас, толку се поларизирани, бидејќи се зависи од партиското припадноста на партијата и членството и за било што некој да направи во својата кариера од тие што се членови таму. За сметка на квалитетот. Нема систем во партиите на мерит, на квалитет, како што гледаме во Британија сега. Значи, за една недела се испливаат 20 кандидати што ќе бидат замени за Борис Џонсон. И си има постапка, сега тие треба кампања да прават кај членството, до сега беше само во парламентот, парламентарната и пак се гледа и тука во парламентот во Британија се прават битките и дебатите. Кај нас парламентот е тотално нефункционален. И вие дури спомнавте на лидерите. Не треба лидерите да се рват, треба да седат таму и ко попчиња да слушаат пратениците што им кажуваат, а не обратно. Ама кај нас е изместен системот на партиите, во статутите пишува дека главен е претседателот на партијата и од него све, султанот, нели, како султански партии не за џабе ги викаме, пошто тоа им е вградено во статутите. Ги избираат делегатите на конгресот за тие да ги изберат нив. Каде е тука демократијата или системот на вредност? Во Британија се гледа. Сите овие биле на позиции министри и слично се борат со аргументи во парламентот, гласаат членовите и се испливува највредните кандидати. Ама тие ќе одат на гласање на целото партиско членство и месец и пол ќе расправат. Кај нас го нема тој, за жал, таму почнува целиот систем на недемократичност и после се чудиме кога во партиите тоа го нема, зошто после во државата, па нормално кога во партиите така им функционира, кога ќе станат власт, само го пресликуваат и тука е големиот проблем. И сега, заради таквата улога на парламентот, овие дебати видовме како изгледаше дебатата овие 3 дена. Значи нема соочување на аргументи, туку само викање и плукање едни по други. Нема реална дебата за што се предности мани, да се искристализира кој ќе биде нашиот став. Ти лани донесоа резолуција, веројатно сите точки се прекршени од таа резолуција. Дури чинот на гласање исто така беше доста дискутабилен и од страна на опозицијата која што излезе и која што од друга страна имаше реакции. Зошто не гласавте и не кажевте не? Да, и се слагам и за преспанскиот договор референдумот сметам дека беше погрешна одлука да се бойкотира. Барем ќе знаеме дека има 600.000 луѓе што го поддржуваа, што рекоа да излева и гласа, не знаеме колку биле против. Може да се тврди сите што не излегле, ама нема доказ дека е така. Слично, да, сега што се тие 132.000 што не се изјасниле етнички? Како можеме да правиме политики сега кој има толкав број за кој не знаеме етничката припадност? И така натаму. И да, кризни мерки треба. Имаме ли сега кризна ситуација со отварањето на уставот? Не ми одговоривте. Што тој носи на повидок? Па прво да видиме. Еве вчера опозицијата веќе обвинува дека власта врши притисок врз пратениците, па имаше дека заплашува со подпалување, со. За жал, имали купување на гласови на пратеници.
За жал мислам дека тоа придонесува во поларизацијата и тоа искуство сега го имаме со Преспанскиот договор, видовме како се обезбедија тие 8 гласа потребни за да се стигне до двотретинско мнозинство. Сега дури веројатно и полесно, мислам 6 дека само фала од ВМРО, ДПМН или Левица. Левица не верувам дека ќе ги убедат, но од 44 пратеника на ВМРО потребни се 6 во тој случај да се стигне до бројката 80, под услов сите од СДСМ и албанските партии да гласаат за промени. За жал, тој е највидливиот пат понатаму, дека или со уцени или со подкуп ќе се оди на придобивање. Мислам, може и со убедување, ама баш и заради квалитетот на парламентот и начинот на избор на пратениците, дека партиите ги избираат и ги ставаат на листи, па после гласањето само за пребројање колку од нив ќе бидат каде, но лојалноста е кон лидерот на партијата и кон партијата, а не кон граѓаните. И затоа е условно речено така да се изразам ефтина цената на пратениците, веќе тие се сега тука да видат и они што може да искористат и после се чудиме зошто има корупција. Поттаму почнува се од високо ниво и гледаат луѓето и после мислат дека така треба или дека е прифатливо тоа. Имаме ли ние добри лидери во државата? Еве, лидерот на опозицијата своето членство го поведе кон протести за сето ова што се случува. Секој ден најавуваат некои, да речеме, нови мерки, бараат избори. Нивното членство очекува избори. Оваа влада пак од друга страна го тера тој така наречен европски пат. Има свој адут во ракавот. Што има Мицковски понатаму? Како ќе го убеди своето членство дека е на вистинскиот пат? И пак ќе речам, дали на вистина имаме добри лидери во државата? Па мислам го споменав тоа во референцата на статутите на партиите кои се суштински недемократски и не овозможуваат квалитетот да исплива на површина. И знаеме како беа избирани до сега лидерите на партиите, пак ќе речам на султански начин со промоција на кандидатот, иако кај СДСМ имаше мала промена на гласање на целото членство и за Заев претходниот пат и сега за Ковачевски, пак беше јасно кој е протежираниот кандидат, иако имаше и на последниве партиски избори повеќе кандидати, мислам дека не им се овозможи, како викаат европјаните, израмне терен за борба, бидејќи едноставно за Ковачевски имаше силна поддршка од самиот тогашниот председател на партијата Заев. За Мицковски исто така немаше ни против кандидати, ако добро памтам, дури тие што се обидоа беа обесхрабрени и се остана на еден кандидат, јасно протежиран од тогашниот лидер Груевски. Тоа се дамки кои тешко се отстрануваат, кога не си дошол би рекол и на чесен начин, односно на фер начин на позицијата, таква ти е и позицијата и за жал за да ја задржат, тие продолжуваат да го употребуваат тој статут на партијата кој возможува да позиционираат условно речено своји луѓе или лојални, а не најдобрите на позициите на каде што треба. И тоа ја убива квалитетот, конкуренцијата и ствара клиентелизам и лојалност кој не води кон подобри резултати ни во рамките на партиите, а после рефлектирано на државата. Ќе видиме како ќе се развива, бидејќи ќе почне скрининг у септември, некаков процес ќе има. Прашање е на првата пречка од Бугарија како ќе се рефлектира тоа во нашето општество. Претпоставувам мора да помине ќе продолжи сега да притиска за предвремени избори, иако не се успеа тоа во пред летните одмори, бидејќи мислам интенцијата беше во септември или октомври да имаме. Сега ќе фатат одмориве, сите ќе одмарат, нема да протестират, еве гледам и протестите завршија. Така да во септември ќе се направи некој притисок нов за евентуално предизвикување нови избори, ама пак не гледам дека ќе има кворум, бидејќи останаа во владата и пратениците кои беа против предлогот, Дом, Демократски сојуз, не излегува барем за сега од владата и тоа е тоа. Така да не гледам како ќе се предизвикаат избори, значи најверојатно ќе се оди на редовните избори кои се тек 24-та. Прашање дали и на кој начин ќе се покрене прашањето на уставните измени или едноставно ќе се чекаат новите избори, па кога ќе дојдат изборите, новиот парламентарен состав да, зависно од исходот на изборите, да иницира промената на уставот. Благодарам.
Беше ова Александар Кржаловски, директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка, гостин во нашето интервју.